zapisničar i overuvač. Predlog je za verifikacijska komisija da je Tikveška Vadarci, TFT i MKK Kumanovo. Председателство. Како полноправна членка на ова собрание, предлагам верификацијска комисија. МКК Вардар. Задоволението 46 се во целост прифатени и би побарало што е малка дополнителна консултација и проверка, ако може да ги повикаме членовите на самиот момент, кошаркарски статистичари, бидејќи се ова два полномошна, Даниел Димитриевски и Лазаровски Николчев, ЖПТ МЗТ, Петар Кочишки и Иван Демишовски. Ако може да се видиме со нив само на кратка дополнителна консултација и како? Добро. Немоштвата. Петар мислам дека се викаше, не вториот што беше така, дојде со печат, затоа и ви предочи, што пред почетокот на тоа, дојде со печат и со подпис. Меѓутоа, директно се појави тука Иван како властен лице со тековна состојба од Централен регистар. Така што он дојде со тековна состојба, лицето што е властено на самата тековна состојба, со печат и со лична карта идентификација. Затоа уште еднаш кажувам дека верувам дека има доста дупли со печати и доста да се обрне внимание на тоа, бидејќи законски оној што е во тековна состојба лично да присуствува на собранието. Значи, автоматски Петар што дојде на тоа ќе биде и понатаму дел од нашите расправи, треба да видиме кој му го дал тоа полномоштво со печати, а самото лице е на лице место од другото лице кој што е властен на Централен регистар. Така што тука голема улога, веројатно и понатаму, ќе играат тековните состојби на сите останати членови тука што се присутни заради тврдување на веродостојноста на полномоштвото. Меѓутоа тоа сега во овој момент е на верификационата комисија работа, а понатаму нели утврдување ќе се следува соодветно на тоа ако постојат непримереност. И уште едно полномоштво, кое што од наша страна е прифатено, мора да образложам зашто, покана Асоциацијата 3x3 баскетбол Скопје нема добиено покана од страна на Федерацијата за присуство на собранието, како што дојде информација од техничкиот секретарствања. Меѓутоа, има доставено уредно полномоштво со печат, заверено со печат и подпис. То само тоа да се оставиме, дека реков повеќе работи што се случува тука, треба да се обрне големо внимание на тоа. Убаво се пишува во тоа асоциација на 3 на 3, тоа е асоциација од сите 3 на 3 здруженија кои што се. Во овој даден момент 3 на 3 здруженијата немаат направена своја асоциација, како што гледате, тоа е дел од комисијата, асоциација на тренери, асоциација на младински клубови, значи збориме за сите 3 на 3 представници кои што функционираат, треба да направат своја асоциација за да бидат учесници на ово собрание. Во истото изборно и претходно тоа не беше земено во обзир, бидејќи обрнувам внимание да не кажам, ова се асоциација, а ова е здружение. 3 на 3. Јас би се повикал на записникот од 29.3.2023 на изборното собрание, каде што е реизбран господинот Пиер Антич, истото лице на здружението гласало на тоа собрание по сите точки на дневниот ред. Не знам зашто му се спори на Драган Караджовски, мислам дека се вика председател на здружението, ако е тука во салата, го повикувам да каже дали учествувал на претходните собранија одржани од КФМ. Само на кратко, значи ние мислам дека
Јасно стои кои се членови на самото собрание и там јасно стои дека треба да биде асоциација. Случуваме што биле претходни собрања, каде што се носели одлуки, а немало забелешки, тоа собрание е завршено. И врз основа на тие одлуки кои што донело тоа собрание, немало реакција, мислам дека не треба да се дискутира. Сега имаме пример каде што човек е дојден, ама не е дојден име на асоциација. Мислам дека е предметно да се дискутира, а воедно кога ти дојде извештајот за верификацијната комисија и специјално за збор да дискутира во врска со важноста и можноста за одлучување на тие кои што имаат можност да бъдат Мощно. По Сдруженијето на 33 ја прифаќаме кога прифаќаме полномошното со образложение дека истото и на изминатите собрања има полноправна важност на глас. Полномошното на статистичари го отфрламе, бидејќи се проявуваат две полномошна со слични, но сепак различни два печата. Извинете, има тековната или една? Сега тековна. Па да, меѓутоа тековната е на 12.12, на 12.12, денеска сме 18. Промени може да се направат во еден ден. Да, така да за жал не би. На 12.12. Не, колку време, по ваше убедување, тековната состојба треба да не стара, само тоа ме интересира законски. Не по моје убедување. Еве, по ваше заклучок, колку време треба да биде стара тековната состојба? Во пракса најверојатно не постара од 6 месеци, меѓутоа, бидејќи имаме од дека Не, само кратко прашањето, колку време да се доискаже. Бидејќи ние сме ставени во ситуација да одлучиме за нешто што не сме доволно компетентни, ние го отфрламе, а истите имаат право понатака да се истежалат до соодветна инстанца, доколку сметаат дека нивното право е повредено. Само сакам ради записникот, пошто е многу важен, секој објаснување да биде донесено и ставено, баш кога му трябва причина на жалби, не се взимам предавна бор после тоа. Сакам вашата констатација како председател на верификациона, оваа тековна состојба не ја прифаќате затоа што е 12.12. Еве да се стави во записникот, значи тоа е 2024 односно Мога само уште една забелешка, само 6 дена стара, колку треба да биде стара? уште една забелешка, која што барам да се внесе во записник, до моментот на разгледување на полномошна и до моментот на нашата конечна одлука за прифаќање, односно за отфрлање на полномошната, ние немавме добиено никаква тековна состојба. Оваа тековна состојба е доставена од кога нашата одлука е донесена. Молам тоа да се внесе во записник. Извинувам се, да ставам дека има време половина час пределот ни председател да донесе и дополни документите кои се проблематични. Меѓутоа во ред и вашето мислење се зема во обзир, нема проблем. 46 минути се поминати во трошетот на собранието. Нормално е вашата констатација. Така да, тоа е само наша констатација. Јас се извинувам, можеби и во едната и во другата ситуација двете страни ќе се еднакви биде незадоволни. Меѓутоа, нашата финална одлука беше така. Ви благодарам. Многу е тука истак, вие сте, Евантиш да, ама мислам дека имаш и други двајца членови, кои ги изгласуваме сите тука присутни со мнозинство. Само се гледам пак дека не сте соодветни односно тоа, дека може да се прикружат, има тука две столчиња, меѓутоа веројатно не знам зашто Не треба председателот да ги повика. Еве, поведете се. Еве, работното председателство ги повикувам да седнат тука. И јас ќе кажам дека другите присутни не треба да бидат тука, освен председател. Тоа е, да, тоа е така. Тоа е ваша желба, тоа е работно председателство, Кажувам, да се еве, доведе. дадете збор, нема да дискутирам и дадете збор. Понатаму, од член 6, вика, во деловникот на собранието, вика, представниците ги стекнуваат правата и должностите како представници од собранието со верификација
на приложено, оверено полномощно со печат на представникот и подпис на одговорното лице. Ама да, во друга бранша, да. Значи во член 9 од Договникот каже, значи што прави представникот? Тој, вршејќи ги своите права и обврски на собранието, може да покренува дискусија на прашања кои се во надлежност на собранието, поднесува предлог одлуки и така натаму извршува задачи на собранието кои му се доверени, учествува во активноста на собранието и учествува во работата на работните тела и комисиите на собранието. Никаде ни во светот, ниту една конвенција не се ограничува дискусијата на некој представник. Воедно, истото тоа е напишано и во самиот статут и во член 44, каде што кажувам дека во член 44 кажува дека дневниот ред истото е тука. Мислам дека фера да бидете тука и од тука понатаму да тече. Дека влезе само во записник, дека два пати се повикали, еве од мене и од вас се два пати повикали, дека не се... Да. Нема ни столче тука да седнат, да могат да стоите, пошто вие треба горе да стоите. Да. Треба горе да стоите. Да. Да, наредно е да. Нема горе. Се извинувам, тоа е Томас. Томас е Членка треба да имам на тој купер. Да? Член 39 од статутот вика дека мандатот на председателот на Федерацијата трае 4 години. Меѓутоа, минимум 2 години од започнат обновен и потврден мандат не може да се поднесува иницијатива од страна на членките на собранието за држување на вонредно изборно собрание. Ние ова не го правиме на вонредно изборно собрание, туку на редовно собрание. На редовно собрание може да се дискутира, да се предлага, да се менува дневен ред и со мнозинство може да се донесат поинакви одлуки. Исто така, дневниот ред може и пред почетокот да се менува, и пред почетокот може да се менува, и доколку се прифатат тие предлози од мнозинството на присутните, тогаш може да се гласа по новиот изменен дневен ред. Ви благодарам. Господа, вака, беше напоменато дека веројатно се повикувате на тој член 39 од статутот на КФН. Минимум 2 години не може да се поднесе иницијатива од страна на членови на собрание на КФН за одржување на вонредно избор. Во оваа сала нити има иницијатива за вонредно изборно, нити има иницијатива за смена. Јас се повикувам. Нема никаква иницијатива. Согласно актите, јас барам разрешување на председател. Ако погледнете во деловникот, секоја членка на собранието бира и разрешува председател, председател на изборен, председател на надзорен со комисии. Согласно 38 став 5. И тука сме на чисто. И ве молам да не се одложува дискусијата за верификационата комисија
бидејќи претседателот на верификацијната комисија установи дека се е уред и ние веќе расправаме за дневниот ред. Благодарам. Јас честитам за тоа што со самото цитирано член кажате дека не може да се направи измена, односно смена на председател, бидејќи јасно е дефинирано. Тука затоа цело време го напоменувам дека ние кои што сме дојдени како присутни, дали сме собственици, дали сме дојдени со полномоштво, сме дојдени со утврден дневен ред и утврдени материјали согласно статутот, бидејќи пак кога да правите било какви измени, председател, гласате програма и било се, треба да се запознаете со нив. Значи треба да имате некој материјал. Ние сме добили материјал пред 15 дена согласно статут. Значи денес ќе дискутираме за нешто текнало, ајде сега по позитивните законски акти, ама не ни кажувате по кој член. По кој член вие правите тоа да се направи. Второ, јас согласно статут и делот пишува оверено полномошно. Оверено да даде полномошно може да даде собствено. Јас како да знам или ви кажа, и знам на пример од работници кој е председател, кој е член. Рибарам причина да се задржиме на тоа дали денеска може да биде изменет дневниот ред, да се гласа и по нива. Од причина што, како што укажав, не вика гледам дека се избегнува таа оkolност на која што укажав. Значи, денеска е достоен предлог за промена на дневниот ред, без да бидат навремено во рок од најмалку 15 дена доставени материјали за кои што би се расправало по истите. Значи, тоа се одбегнува да се утврди. Без оглед, во поглед на членот 44, каде што тоест во поглед на одредбите од статутот за измена на председателот. Гледам дека апсолутно кои што би го замениле председателот како членови на управниот и надзорниот одбор. Значи, во интерес на времето, да се согласите дека неспорно е дека може да се промени дневниот ред и да се достават предлози, образложени материјални докази за избор на нов председател за управен или надзорен одбор. Меѓутоа, денеска нема услов такво нешто да се усвои или гласа. Само за да влезе во записник, сакам да појаснам и да сумирам сето ова и после ако има збор господината верификацијоната, би сакам да влезе во записник. Значи, предлогот е следен. Ние имаме статут, имаме деловник за работа на собранието, кој што јасно укажува на некои си работи. Ова е редовно собрание, односно годишно собрание на кое што се презентира извештаи. Вие станувате без никакво образложение, а претходно примени 14 дена и извештаи финансиски и сите тие работи кај што ще можете да како вие знаете дека е тоа нерегуларно. Ајде да го образложиме и да видиме кој член што е нерегуларно тука, примерно во комисија, примерно во централен, во пастера компанија, финансиска која што го верифицирала тоа и така на другиот. Значи, прво со едно штурово објаснување. После тоа, вие вметувате точка недоволен, спротивно на статут, спротивно на деловидна работа, па кажувате не промена, само дискусија, а се под загубната работа, за на крај да сумираме дека статутот не важи затоа што зборало за воредно изборно собрание, па вие ова сакате да го направите воредно изборно собрание. Без кандидати, со глас ваш единствен кандидат предлог, со разрешување, јас не знам, па да бевме може би Северна Кореја, ова не се случува, а камо ли овека. Многу ми е драго, повторно ќе кажам, што има медиуми представници од Министерството за спорт, представници од секаде, бидејќи ова станува веројатно голема фана и драго ми е за вашите ставови, да. Драго ми е што ги изнесовте вашите ставови вака на овој начин, како на незаконски начин сакате да направите паралелна федерација. Чисто да само го сумирам да влезе во записник за да го ставам следно, значи има статут, има деловник за работа и сите закони вие предложувате разрешување и именување на нов председател. Ова до сега првпат го стана. Благодарам председателе. Прво да одговорам на почитуваниот господин Божановиќ. Ние веќе се изјаснивме колку полномошна се прифатени и повеќе од тоа нема што да дискутираме. Се извинувам само момент. Ние сме избрани од ова собрание со мнозинство гласови како верификацијска комисија. Собранието ни дало поверба. Секоја останата дискусија е безпредметна од проста причина што ние сме назначени да донесеме одлука кои полномошно се прифатени или не. Таа е наша одговорност. И мислам дека веќе ми одговори ова е третпат на прашање.
Инаку, што се однесува до текот на настаните и до дневниот ред, да нагласам, највисок орган на Федерацијата е Собранието. Не е работното председателство, председателот, правниот тим и било кој. Ние, како полноправни членки, било кој од нас, има право, значи, да предлага измена на дневен ред. Затоа и во вашиот предложен дневен ред имате ставено точка разно. Ние по точка разно даваме наши предлози. Ве молам се, само ве молам да се, ако може да се доискажат. Ние предлагаме дополнително нов дневен ред за дополнителни точки, на собранието да одлучи дали ќе го прифати тој дневен ред или не. Никој друг, сед собранието, нема право да изгласа промена или измена на дневниот ред. Ви благодарам. Денеска се истакнуваат спротивно на договорникот за работа, значи замолувам внимателно читање на член 44 од договорникот. Значи предложениот дневен ред може да се менува на предлог на представниците, кој што треба да биде образлучен од страна на предлагачот. Меѓутоа, може да се предложи измена. Меѓутоа, генерално целосна содржина на променет сегашен или било кој дневен ред на гласање за усвојување на гласање го предлага председателот на КФСМ. Така што денеска, председателот е должен денеска да ги земе во предвид денеска предложените измени, да утврди дали согласно договорникот денеска ќе може да се усвојат гласа или ќе се седмицата ќе се закаже нова седница. Затоа мислам дека прво треба да затвараме едно по едно, па после да отвараме па дневен ред, па доверни, недоверни. Јас немам проблем, можам да утре да сега не дискутирам. Значи, мене ме интересира, бидејќи немам да приема записник од верификациона комисија, по редот на нешто да треба некој да стави печат и подпис, посебно кога што се членови на верификациона комисија, дали тоа што член на ова собрание го прашува, да даде одговор, односно да даде извештај. Бидејќи утре кога ќе биде лупам во централен регистар, а треба да направите одредена измена, таа измена за да направите ќе ви бара извештај од верификациона комисија. Ние изгледавме, па да, компетентни сме, не сме компетентни, имаме случност, немаме случност, работим како акти, ниту по член, ниту по било. Јас кажувам по член, треба да биде 15 дена, треба да биде заверен. Дали имаме одлука од акционерско собрание, односно Совет, посебно за акционерските друштва, тие кои што се клубови акционерски друштва и се 100% собствени случаи, да имаме одлуки и да имаат право да дискутираат. Јас повторно кажувам, не имам проблем, од работнички не знам кој е представник, и така. Јас сум економист, не сум правник. 2 сата веќе зборуваме за точки, за закони, за ова закон. Вие сте се добре припремени, али довајте да ќе преписувам се припремени. Да скрамаме, затоа што на сите иде веќе што сега е. Вие велите да гледаме ќе имате новост. Преседникот и правниот тим не прифаќа тоа и се. Што ќе правиме сега? Што ќе правиме ние клубовите на интереси? Каша попара, значи да докажам, каша попара да правиме. Значи што ќе се деси? Посред првенство кажете да смените преседник, девојка да кажува дека тоа не може. Ние, луѓе, јасно да гледаме командата, даваме пари за клубовите. Клубовите играат и се. Што ќе правим еве сега? Вие одлучите и кажувате дека вие ќе ставите ќе размените преседникот. Преседникот вели не може. Правниот тим вели не може. Ние што во сред првенство, што играме утакмици сега две утакмици, што даваме пари, што даваме се, сега треба ние што да чекаме. Да се најде некој суд, повисок орган, не ги знам таму кои се, не сум правник. Тие да одлучат кој е во право. Не, одлучуват кој е во право, не прифаќа. Ќе правиме паралелна федерација.
Мене ме интересира само за клубот. И овдека сите клубови, јас верувам дека сите ги интересира. Сите клубови имаме странчи, сите клубови имаме што треба да си платиме, сите клубови имаме се. Два сата, јас се слушам овдека, само ќе биде ефективни таму 18, 50, Ние се припреме, а мојам да кажем и овој за правните дека се припрема многу. И ја објасна, јас не сум правник, а овдека мислам дека 90% не се правници. Дали не кога да верувам на вас, или на нея? Да, не може да се смени да биде сменена преседникот. Вие видите, може, собранијата го одлучи. Тоа е во право за акционерско друштво, ќе ви кажам, затоа што сум економист и знам. Значи, ако тоа е акционерско друштво, јас сум овдека. Много битен момент, битен факт, за да ви разјаснам. Викате акционерските друштва се другачие поставени како структура и одлучуваат. Тогаш, прашање е, како тие кои што ги донеле полномошната ставиле печат во списокот на присутни, ве молам, бидејќи ние, согласно печатите кои што се приложени и полномошната, не зборам печат на полномошната, зборам печат за добивање на гласачки ливчиња, значи некој кој што по ваша предпоставка не ли узурпирал место на некој друг, го украл печатот и сега тоа треба да биде наша проблематика. Не. Ние разгледуваме следно. Кандидатите кои што денеска овде се присутни за да подигнат материјали и гласачки ливчиња, приложува подпис и печат до службата на Федерација. Службата издава гласачки ливчиња и материјали. Тоа за нас било еден показател, ве молам, дека се присутни представниците на клубовите, оние кои што клубот ги задолжи тоа да го направат. Согласно прегледувањата на полномошната, ние констатиравме дека тие се валидни представници и одговорноста е наша. Значи, пак е повторам, согласно приложените материјали, одговорноста е наша. Јас не знам каков одговор сакате вие за да бидете задоволни. И само уште секунда по поглед на одолговлекувањето и одземањето на времето, господине, кажавте една многу добра поента. Кажавте, да, вие сте собрали мнозинство. Ако гледате дека има 30 гласа наспроти 6-7, тогаш мислам дека коректно е како треба да одат како треба да се постават работите. Тоа е ваша поета, само ве цитирам, бидејќи кажавте има мнозинство, ве молам. Собранието е највисок орган на федерацијата и собранието е тоа кое што одлучува за се. Буквално за се. Ви благодарам. Само секунда. Членовите, односно статутот на федерација, деловникот, вие како правен тим имате своje видување, на суспензорите има две страни. Правен тим од едната страна, правен тим од другата. Тие си тумачат на нивни начин. Така, не може вие сега со вашето тумачење да узурпирате простор и да не ни дозволувате да гласуваме за него. Ако ние сме го предложиле, гласуваме правен тим, може да ви се допаѓа или не. Нашето тумачење на актите, зашто мислите дека вие сте поголем правник од мене и дека вие подобро го тумачите членот 18 и кој е од мене? Јас извинувам, јас не се сложувам со вашето тумачење и затоа, бидејќи сме на собрание, ги кажавме нашите различни мислења. Ве молам, почитувајте ги, доколку собранието со мнозинство одлучи да биде променен дневниот ред, ќе биде 15 дена претходно се измени на дневен ред е невозможно. Затоа е дадена од страна на председателот точка од разум. Ме разбирате сега? А инаку, секој што предлага измена и дополна на дневниот ред, може, а и не мора, да образложи точката. Ме разбирате? Ви благодарам. Значи, ако рекуваме, предложите неколку точки, сега волим. Баш, мислам дека мора да кажа на
дека председателот Пиер Антич нема доверба. Ако установиме од првите верификацијски комисии, ќе свати дека господинот председател нема поддршка ни од 10 клуба. Па затоа би го искористил правото, бидејќи ретко добивам збор, да прашам председателя дали со помалку од 10 клуба ќе водиме федерацијата. Има јасен дневен ред, федерацијата работи по статут и деловник, така да чим не е прифатен овој дневен ред, седницата ќе биде прекината и ќе биде одложена. И согласно деловникот имаме изгласано председателство кое го сочинува Перо Антич, завинува најстариот член од клубовите, тоа е Љупчо Бабел и представник на Мега Баскет адвокат. Ве молам оставете да ја завршиме седницата. Само малце, Перо Антич не завинува, тука меѓутоа не ја става точката на дневен ред, не ја гледува билети, не може да се гледа точка на дневен ред. Председателот е тука, вашата нова точка, он останува на точка. Ама ој спречен, ние само спречуваме затоа што нема. Меѓутоа, че се гледа сето тука, може се да пада на Прво не може да ме спречи никој, така би тука. Почитување, ако може само, молба една, да влезе во записник, што кажа председателот Пиер Антич и она мој излагање пред Бог. Благодарам. Мислам дека само на неколку продолжување во прашање на статус, деловник и така нататък, што е тук буду значени. Јас сам единствено правна комисија веќе источно почна, за да може ако треба јас веќе гледам кои се, како се вика, агенцијата на проекта Четворица, ние мора да бидеме чисти пред останатите членови на ова собрание, само да ни достави написано кој е представник на кој клуб, дали се овластувани, за да знаеме утре, ама мора да го достави. Не можем да бидеме се да бидеме сега, затоа што сега значи од помоштвата треба да се споредат со текови софтвери. Во било која институција, Кошаркарската федерација институција, каде се употребува најголем акт, мора да дојдете со документација. Не може да отидете сега да парате до некоја институција со полномоштво, со подпис, со печат, а да не ја проверат тековната софтвера. Кој е овластено што ќе го даде? Само тоа барам. Јас, председателот на верификациона комисија да го постави, за да знаеме утре ако нешто не било регуларно, да понесеме соодветни оставки, за да кажеме дека тоа не било регуларно. Затоа мислам него барам председателот на верификациона комисија многу е проста работа. Во мојата тековна состојност, тековната состојба друга, полномоштвото записник. Саша Богданович, представник на тој клуб, овластен од тоа, согласно тековната состојба. Може би на некој клуб, како што имавме случај 3x3 баскет, вика асоциација Кошаркарската федерација на Македонија. И барам поддршка од вас 51% дали ово мое излагање да ставим на дневен ред. Благодарам. Вие можете да гласате слободно, меѓутоа точката не е ставена на дневен ред. Имаат право да побараат бепато. Не може да се представи нова точка на дневен ред, што е не се изтрпа прво сите работи, не се достават материјали да го доверуват. Како не јас не може. Абсолютно не е јасно на некој судијата по признање на судницата за председател кој е надлежен за прилагаџи право да се слуша, да се остави да се гласа за дневен ред кој што е спротивен на деловникот, спојување на останатите 20 члена на раководството
затоа што председател од Кошаркарската федерација се уште има председател кој што не е разрешен. Значи неговите одлуки согласно статутот и домовникот се тие какви што се. И со секој противправно постапување, односно гласење на седница која што е прекината од страна на председателот, може вие сами да се донесете одлуки, меѓутоа колку се тие закони, колку може да бидат спроведени пред надлежните институции, да бидат упишани, тоа е важен вопрос. Така да зборот го има и на влад ќе му го дадам зборот. Давам збор на влад. Не, јас сум ги смешал сте работите. Сакате да не зборувам? Нема да зборувам. Да не кажувам работи. И јас сакам вие да не зборувате, ама ето што сакате друго што е можно. Значи како да не зборувате? Гледам дека вие сакате да направите што вие сакате. Ова е собрание. Значи не може вие што сакате да претувате, да кажувате, да се однесувате на тој начин. Да разрешувате председател, не смее да се разрешува, да именувате, не смее да се именува, да се формирате. Ја не ве разбирам, да вистина не ве разбирам. Така што, а ова е адвокатски тим на председателот, заедно кој што е тука и кој што членува и соодветно е приемен, така да не ве разбирам како може она да не како представник на федерацијата, односно правен тим на федерацијата, да не дискутира. Ова се адвокати присутни тука кои што дискутираат. Една забелешка само до правниот тим, ве молам да не го кажувате, јас го почитувам председателот и на секој мое излагање да го почитувам председателе, а исклучително го почитувам како кошаркар. Стојам на истото пети пат поред, ве молам во записник да влезе, барам мнозинство од вас за разрешување на председателот на КФСМ. Ајде бе, не замаре бе. Маското. Јас, до 5, 6 и 10 пат, во записник барам председателот на верификационна комисија да достави извештај на писмено за присуството на членовите на ова собрание. Генерален секретар, да упадне во збор. Да, еве уште еден доказ дека спротивно на актите ја водите седницата, спротивно на актите и при замолби да влезе во записник, повикувам уште еднаш. Стигнавме до гласање на дневниот ред и до предлог, измена или дополна на точките на дневен ред. Ве молам да продолжиме од таму и доколку понатака продолжиме со господинот Богдановиќ да си бараме, да си даваме нешто, јас не гледам прво, ако вие и вашите советници, правници, се тука, нека ви советуваат дека не може 20 пати за една иста работа на господинот Богдановиќ да му давате збор за нешто што веќе му е одговорено. Нигде во статутот, ни во деловникот не пишува дека ние како верификацијска комисија треба да дадеме писмен извештај. Појаснете му го вие, еве имате правен тим, за господинот да знае и бидејќи истото прашање се повторува, мислам дека стварно е веќе регулативно да дискутираме за нешто што веќе 10 пати е одговорено. Еве ве молам, бидејќи рекоте јас барам од вашиот правен тим, нека се изјаснат да му појаснат на господинот Богдановиќ каде тоа во актите пишува дека верификацијската комисија треба да му даде писмен извештај и тука да затвориме по тоа прашање. Да завршиме. Ви благодарам. Дај, не малтретирај сите. Вие
Значи од самиот крај. Верификацијата, прво, тука е проверка на членови на собранието и после извештај верификацијата кој што пишува дека тие имаат право на глас. Кога централниот регистар ќе ме праша кои се само да ве прашам и да не ви стратувам тука, чисто да ве прашам како мисли да функционира тоа понатаму. Председателот казва дека таа точка е незаконска, односно против статутарна и против деловник на работа во однос на разрешување и поставување на дневен ред на таква точка е невозможно. Вие викате дека е возможно да поставите и самите знаете дека е невозможно. Како утре ќе функционираме, јас не ве разбирам. Како вие ќе функционирате, како ние ќе правиме паралелни федерации, мислите ќе гласате, не можете да гласате. Не можете да гласате. Сегуно, не е возможно да се стави таа точка на дневен ред остатнено. И прашањето го затвараме. И го затвараме тоа прашање не може да се промени. Тоа прашање е затворено и таа точка не се става. Има еден дневен ред и тоа е тој за оваа седмица. Има начин како треба тоа да се държи. Може ли да си поминете што сакате да бъдете на глас? Сакам да ви кажам дека ве молам, ја разбирам вашата желба, испочитувате ги сите постапки и процедури и дојдете до вашата цел која што никој не се противи на тоа. Само немојте да биде тоа спротивно на статут и да биде спротивно на деловник. Така што целата процедура сами ја знаете каква е, не постои можност да се постави како точка на дневен ред разрешување на председател. Да, е слово. Дори јас ќе се извинам за тоа, ама едва ми даваат. Оно што деновиве беше во медиумите, беше нешто страшно. Значи, факт е дека има некои нерегуларности и поради тие нерегуларности мислиме дека оваа точка на дневен ред што е ставена треба да се стави на гласање и да се види таа проверка дали господинот Перо Антич ја има. Ако ја има, тогаш супер, среќа да продолжиме понатаму. Не знам зошто не оставате овој дневен ред на гласање. Оно што колешките мои, кои не ги знам, а не се представија, и го кажуваат, е дека согласно член 18 требало да има некои материјали кои треба да бидат поставени. Јас не знам каков материјал треба да биде доставен за изгласување на доверба. Такво нешто не постои. Такво нешто нема и нигде го нема. Сметам дека како прво, не го водите составокот согласно деловник, бидејќи никаде во деловникот не стои дека освен председател и работно председателство ќе имате и правни консултанти и генерален секретар кој нема право на глас и јасно и гласно стои така во деловникот. Па ќе кажам, има право на глас, зашто тоа е моје право да дадам глас на кога јас сакам. Не е тоа ваше право да дадете право, не е така. Само да ме коригирам, значи по Зашто ме прекинувате? Зашто ме прекинувате? дневниот ред, јас што требаше да образувам. Јас се обраќам до собранието. Собранието е тоа што ги носи одлуките. Зошто ова собрание не прашате дали има доверба? Дали има доверба да биде продолжите да е Зашто е тоа незаконско и вие како правник треба да го знаете тоа. Има начин како се делува. Многу е точно. Треба малце да поучите повеќе. Ако сте правник, вие знаете повеќе. Доволно знам како се... Разрешување на председател. Не може тоа така да биде. Точка. Зашто не може да биде? Не бара да е така? Не вика така, вика да... Има начин. Не може да се закаже во Народно собрание. Ние го не правиме на Народно собрание, ви кажете. Ова е редовно собрание. Да, јас ќе ги намолам да оставиме веќе на гласање. Џабе, ме молите, клучмани, последен пат ви кажам, клучма што треба да дава по собрание. Слово. И не го занима кошарка.
дошол во кошар. Јас идам од Битола, специјално да гледам МЗТ Дора Чача во Јане Сандански. Во ложа седа тој, бившиот директор Јечевски, беше Марче и не се сетам дали беше и секретар, да во време напуштат сала, не ги занима дели на лига, то како председател, како спортски работник, не сме се дозволи од учтивост и куртоазија треба да оседи докато се гледа што беше дели. Друга работа, беше тек да Кириленко во Русија председател, беше Ранковиќ во Хрватска, Данилов, Се уште е Кириленко председател. беше во Литванија Сабонис, поред име, презиме, да. Али не може како јавна личност со таква инфантилност. Не може тоа да биде. Со Звезда, со портали, со автобуси. Ова не е тема на дискусија, а ако не се Реал Мадрид или Барселона, ќе беше добро, така? Не, јас сум од Звезда. Јас сум од Звезда, не би се, не се сваки да добри, јас сум од Звезда. Така да, ништо. Вербовам, говорите за ситуацијата тука, нека Звезда може да ја такви се За статутот. Не, статутот не е Библија, не може. Статутот не се промени. Ќе изгласаме веćина ќе промениме статутот. А тоа збориме, има постапка како се менува статутот. Ја не реков дека статутот е неменлив, сигурно е менлив и има постапка како се менува. Тоа е целата работа што некој тука брза, има наложено и за да тоа да се заврши. А ние пратиме постапка, правило и прописи, како е статут и делови. Имаше наложено и Кико стана председател. Што беше наложено да не се мешат градоначалниците, така? Не, го натерате Мелковски, а си дај мртва оставка на Заев, брат му Вице му се јави, тој се помнеше. А знак си, ние ни го помните. Помните се, тој е Сакам да кажам за генералниот секретар. Тој се представува како легалист. Правник, магистер, легалист и се представува не знам кој. Само повнимавајте малце, бидејќи сте на јавен настан и секој говор и секое кажување подлежи на одговорност. Апсолутно за секоја буква што ја не. Во 2019 година мандатот кога преување на екипи за втора лига беше до 1.9. Не нас не ни менја 2 недели, него вие знаете како нема да ви изберете, ќе ви многу подобро. Не може да Зато упорно се облага. Не, зато што ја не знам, знаете од кого. Јас стојам на тоа, али тоа ти за рекламу. Сега немојте. 2010 година, од кој Шеф, само држите се, за ова што правиме, ако не ќе останам за 1000. Горе, ќе е вода. Али 2010 година... Ајде, да го мотивите таму. Јас немам Не се држи како треба. прва са против. Ако јас ќе бидам да држи закон. И да, држи се добро. Ама нема право. Не е ова дискусија на ова седница, молам, седните и говориме. Дали тоа е? Ви благодарам. Ви благодарам. Ви благодарам. Господине Богданович, да затвориме точката со вас. На 4 декември, ако веќе сте представник, сигурно имате и вие оваа порака, испратена од техничкиот секретар Сонја Спасовска, до сите клубови членки на собрание и сите останати, внимавајте на 4, до членките на собрание на КФСМ, почитување, ве покануваме на годишна редовна седница на собранието на Кошаркарската федерација на Северна Македонија, која ќе се одржи на ден 18.12.2024 среда во хотел Александар Палас, конгресна сала 2. Сите поканети членки
Ве молам, обратете внимание за да би ги разјаснам работите. Да понесат со себе печат на клубот или сдруженијето. Жалам што правниот тим не успел да посоветува да се понесат и тековни состојби, а тоа како што гледам во актите нигде не пишува. Така да, ве молам, не ни го трошете времето, знам дека имате навика да говорите на говорница 24 сата и да успете како председател општина или да ве молам. Смешно е. Благодарам процедурално. Поздрав за сите делегати, гости на ово собрание. Јас дојдов на ово собрание како гости, кој не ми се зборувам. Меѓутоа, после 2,5 сата, поминав одеа, уште не почнав да собранијам. Ова ме потсеќа на некои други собрания на кои што сум присуствувал. И кај што сум бил и од оваа страна, и стварно мислам многу чудно се однесувате сите, затоа што и сами кажувате дека за 5 месеци може да имате изборно собрание и не знам која е таа причина, кој е тоа брзање да се смени председател, што рече еден од вашите представници, не знам кој е, дека во тек на или на полусезона да се прават такви турбуленции. Стварно тоа ми е воопшто нејасно. Значи ние оваа година имаме такво едно собрание во февруар месец и само да ви кажам дека ако се продолжи на начин како што го правите вие и ако ви изберете или да направите недоверба на председател, да поставите нов председател, дека тоа нема да биде ни легално, ни легитимно. И ќе имате проблеми и со Меѓународна кошаркашка федерација, а веројатно и со Меѓународен олимписки комитет. Затоа мислам дека е најдобро да се чекате 5 месеци и ако имате недоверба, ако мислите дека тој човек не е способен да води федерацијата, имате друг кандидат, ќе си даете кандидат, тој кандидат треба да биде приемен правовремено, со целата негова биографија, со онаа програма што ќе ја предложи, зашто би бил тој председател, а не би бил овој председател, и тогаш ќе се дигне рак, колку сте тука 46, ќе си го изгласате, ќе му честитате и ние ќе го прифатиме како легитимен и легален председател на Кошаркашка федерација на Македонија. Толку нешто. Кој благодарам. Исто да знаете дека цела документација преди тоа беше и ФИБА, генералниот на ФИБА свет, председател на ФИБА Европа, директорот на ФИБА Европа, председател на ФИБА Европа, дека ќе има македонската кошарка проблеми на начинот на кој настапуваше. Не е давам збор на генералност. Затоа што после се, ако немате, нема никаков проблем, чисто да дискутираме само за това. Добар ден, Министерство за спорт, инспектор за спорт. Поздрав до сите присутни, поздрав до председател, поздрав до ова собрание. Ние сме овде во однос на законските надлежности што ги имаме како Министерство во однос на спортот, односно во случајот на националните спортски федерации и нивните собрания. За сето останало, водењето на собранието, работењето на самите федерации, во целосна надлежност на самата федерација и собранијата на националните федерации, треба да се одржуваат согласно статутот на соодветната национална федерација и другите акти за работење на деловница работа на собрание и другите акти на собранието. Во однос на надлежностите пропишани во Законот за спорт се однесуваат на членот 14, членот 14а и останатите членови кои се однесуваат на самата функционалност на националните спортски федерации. Од тој поглед само сме овде да го следиме собранието и да утврдиме во однос на донесените акти или што е да донесе ова собрание, дали се во согласност со надлежностите за Законот за спорт. Благодарам. Благодарам.
Значи тоа сакавме, за тоа се бориме од почеток, согласно статут и акти да се раководи. Стигнавме до точка каде што не се изгласа дневниот ред на предлог на председателот. Дали некој друг од членките има предлог за промена на дневниот ред? И тука застанавме, бидејќи виде дека поддршка Перо Антич има од 7 клуба од можни 52. Денеска присутни со право на глас 46 или 8. Ако со 7 души ќе водиме репрезентација, ќе водиме федерацијата, ние сме тежок фал. Знаете зашто? Затоа што наредната година имаме Европско првенство, имаме 2 битни утакмици, каде што треба, ве молам не да чуете господине Гидарно секретар. Имаме 2 утакмици наредна година, кои што ако ги добиеме, одиме на Европско. Ве молам не да чуете господине генерални секретар. Предлагам мнозинството од собранието да одлучи дали оваа седница да продолжи и дали има некој предлог на дневен ред на Значи, не си запознан, јас се водам седницата. Директорот од МОКУ ви кажа дека све што ќе се изгласа ван статут и деловник е нелегално. И вие не гледате дали тоа ќе штети на кошарката или не. статутот на КПС толку. Господине, може? Да не ми се мешате. Се повикав на 44, се повикав на член 38 став 5 и не ми беше одговорено од ваша страна зошто не барате собранието да одлучи по тие точки. Ве молам да го поставите прашањето на дневен ред промени. Фала. Тема обратно, господинот. Тоа првично пред малку го повика да... Никаде не пишува дека председателот тоа треба да го стави на гласање доколку го прифати. Значи, неспорно е дека дневниот ред се доставува пред почетокот на пред задржавното собрание 15 дена. Тоа си да се служуваме. Меѓутоа исто така неспорно е дека доколку некој не се слага со тоа, кога ќе се одржи седмицата, може да се предложи некаква измена. Никаде не пишува дека доколку денеска се менува или се предложат некои измени на овој дневен ред, дека треба да поминат 15 дена, па за 15 дена да има нова седница, каде што ќе бидат образложени овие материјали, ќе бидат доставени. Значи тоа во овој член 44 го нема. Може би ако на кога читам или имаме различни копии. Во секој случај, сметам дека доколку дневниот ред е ставен на гласање и доколку истиот не се прифатили, не се изгласа, треба да донесеме нов дневен ред. Треба да го предложиме, да го измениме, да го дополниме и тој да се стави на гласање. Не гледам ништо спорно, нити гледам дека тука треба материјали да доставуваме или да ја пролонгираме ситуацијата. Тоа е. Значи, вели предложениот дневен ред може да се менува на предлог на представниците на собранието, меѓутоа отсутствува она што вие само го толкувате да се менува на самото собрание и веднаш да се пристапи на гласање и изменет дневен ред. Многу јасно стои во став 1 дека дневниот ред на седницата на собранието го предлага председателот. Значи, предлага дневен ред, имајќи го предвид предлозите за нивна измена. Тоа значи дека треба да го запази членот 18 од деловникот. Видите во однос на материјалите каде не стои во член 44, да не стои таму, меѓутоа стои во член 18, што ще постави денеска на самата седница. До вас, до сите вас, 15 дена пред одржување на седницата се доставени материјали, покана и дневен ред кога што се дискутира. Апсолутно е нелогично да се дискутира за прашања суштествени за кои што представниците не се запознаени. Се направите на котици и дискусирате нешто. Мене не ми јасно.
Еве и одговорете ми. По ваше мислење, кој ќе биде, како ќе продолжи? Нема кандидат за председател, нема ништо, никој не е запознан избор. Како од утре ќе функционира? Пас дека и текла опасно, тоа е невозможно. Па да ги исклучуваме представниците на собранието, статутот ќе го даде. Согласно член 13 имам право да го прашам генералниот секретар прашање во доменот на неговото работење. Бидејќи сега истакна дека се повикува тој член 39, ве молам и правниот им нека се уклучи каде пишува дека председателот не може да се смени за 2 години. Каде пишува тоа? Ве молам да ми одговорите. Кратко. Ве молам да го прочитате. Каде пишува дека не може председател да се смени во Очигледно одговор. Тоа е во колизија со законот за спорт. Побара да се одговори па. Ве молам. Значи, веќе го прочитавме и колешката го прочита и ние го прочитавме член 39, каде што вели дека мандатот на председателот на Федерацијата трае 4 години, но минимум 2 години од започнат, обновен или потврден мандат не може да се поднесе иницијатива од страна на члените на собранието на КФСМ за одлучување на модерно изборно собрание. Така сега, гледам дека ова спакето се зборот во одредно изборно собрание, меѓутоа овде клучна е иницијативата, времето во кое што се поднесе иницијативата за негова промена. Ги го игнорирате тој дел од ставот. Никој согласно деловникот барам разрешување на председател. Истите точки беа образложени. Мислам дека е добро што се продолжува со дискусијата, бидејќи и самите соговорници цел време ги потврдуваат работите што луѓето од правниот тим или правниците го кажуваат, тоа е дека пробувате да направите нешто со сила кое што е спротивно на актите кои што ги има донесено ова собрание.